Почитувани, во 90-тите години, на почетокот на македонската независна држава, на падините на Водно во близина на скопското село Нерези, изникна огромни хациенди, дивоградби во собственост на олигарсите на СДСМ. Народот ги нарече Шпанско село. Па дали сега, 25 години подоцна, денес историјата се повторува? Дали сме сведоци на нова огромна афера Шпанско село 2 во режија на министерот за здравство Венко Филипче и мафијата во бели мантили? Ако до вчера Филипче не одговараше, а во народот беше познат неговиот објект, касарната на Филипче, денеска јавно го прашувам дали знае чии се над 13.500 квадратни метри градежно земјиште, вклучително и земјиштето каде што се гради популарната касарна. Веќе информиравме за заедничката градба на касарната во Нерези, на тештата, односно бабата на Филипче и на Горан Филипов, собственик на фирмата Синерджи. Синерджи на Филипов е компанија која што од именувањето на Филипче за министер до денес има добиено тендери од Министерството за здравство и институциите под негова надлежност, тешки околу 7 милиони евра. Но, почитувани, тоа не е се. Според јавно достапните податоци објавени од катастарот, Венко Филипче, преку неговата сопруга Маја, незината мајка Катерина Савеска, таткото Јордан Савески и братот Александар Савески, сите тие заедно со Горан Филипов, собственикот на фирмата Синерджи, се собственици, односно сособственици на вкупно 11 катастарски парцели со вкупна површина од 13.506 метри квадратни. Семејството Савески на сопругата на Филипче е собственик, односно сособственик на 7 катастарски парцели со вкупна површина од 6.164 метри квадратни. Горан Филипов, собственикот на Синерджи, е собственик на 8 катастарски парцели со вкупна површина од 7.342 метри квадратни. Почитувани, согласно важечкиот урбанистички план, кој што дополнително е развиен со архитектонско-урбанистички план, финансиран од инвеститорите, за споменатите локации е предвидена намена А4. А4 означува временно сместување со катност, приземје, еден кат и поткровје и со вкупно развиена површина од 324 метри квадратни или 108 метри квадратни по кат. Согласно правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, под временно сместување се подразбира градба на хотели, мотели, викендици, старски домови и други објекти за временно сместување. Ова пак е диаметрално спротивно со истакнатата табла пред објектот касарна која што се гради и на која што пишува дека се гради семејна куќа. За семејна куќа се издава А1. Фактичката положба и издадените одобренија укажуваат дека се градат два објекти со намена временно сместување. Почитувани, спрегата меѓу Филипче и Филипов е многу поголема и трае многу подолго од колку што вели Филипче. Се работи за добро познати, семено поврзани лица кои што долги години споделуваат и заеднички имоти, влегуваат во заеднички инвестиции, а Филипче, додека е министер, му одобрува тендери од 7 милиони евра. Од тука прашуваме, што тоа планирал Филипче да изгради и на какви бизнис делки размислувал наместо да изгради, например, една болница или пак клиничкиот центар? Дали тендерите доделени на семено врзан партнер не создаваат конфликт на интереси? Дали градежната намена од А4, која што опфаќа и старачки домови, не било и тема на состанокот на Филипче со Боки 13? Како со честна плата се стига до 13.500 метри квадратни на Водно? Дали може би освен Филипче и семејството на неговата сопруга има уште некој друг близок до Филипче со имот во непосредна близина на овие 13.500 метри квадратни? Ке изникне ли Шпанско село 2 на падините на Водно пред очите на институциите, додека Филипче го заврши министерскиот мандат? Почитувани, ова се само дел од прашањата на кои што Филипче, но и институциите мора да одговорат. Ви благодарам на вниманието. Имате ли прашања?
Повелете. Дали се знае кога се купени овие плацови и може би се вратени со денационализација, зашто изминативе 15 на години многу земјиште се врати на поранешните собственици. Значи, станува збор за повеќе парцели, а за тоа дали се купени или се вратени, би ве замолил, би ве упатил кон министерот Филипче, нека одговори. Немате таква информација од кога? Јас би ве замолил да ги поставите ова прашање кај министерот Филипче. Благодарам.